Го почитував Тоше, пошто ми беа неговите песни, секогаш сум се воскритувал на неговите песни. Ова е на почит кон него, бидејќи беше голема звезда. Не се намалува љубовта на обожавателите кон својот идол и една година од неговото физичко заминување. Многу мина од оние на кои Тоше ни својата песна испеана во хумани цели, им ги олеснувал секојдневните маки, добија бесплатни влезници за неделниот концерт "Те сакаме сите". Хуманата мисија, што беше идејата водилка во животот на нашиот Тоше, не остана заборавена. Министерството за култура, освен што е еден од покровителите на големиот концерт на градскиот стадион, откупи и 150 влезници кои во консултација со Сдруженијето на деца без родители, министерката Елизабета Канчевска-Милевска ги подели лично во Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на град Скопје, Дневниот центар за деца од улица и во Дневниот центар за лица со пречки во психичкиот и во физичкиот развој. Сите овие дечиња ќе имаат можност да присуствуваат на тој концерт, кај што ќе бидат присутни и голем број пејачи, значи од надвор од нашата држава, да му одадеме почит на неговата личност, на неговиот хуманизам и на неговите уметнички вредности кои што беа достапни за сите нас. Нашите соговорници рекоа дека нема да го пропуштат неделниот концерт, исто како што ретко ги пропуштале и сите концерти на Тоше во Скопје. На хуманитарниот концерт "Те сакаме сите" ќе настапат повеќе од 20 музички балкански ѕвезди, пријатели на Тоше Проески.